Денеска на 17.5 во 12:30 часот пред апелациониот суд во Скопје беше закажана седница во жалбена постапка против обвинетиот Маријан Стаменковски. Пред почетокот на седницата обвинетиот истакна барање за мое изземање како јавен обвинител да го застапувам предметот пред апелациониот суд во Скопје. Причина за изземањето беше наводно моја инволвираност и контакти со него. Инаку останува збор за предмет, за како во поглед на обвинетиот како собственик на порталот Доказ.сем, во кој што изнесувал ксенофобичен материјал, повреда на авторски права и изнесување на лични податоци, за кој што неправосилно беше осуден од Основниот кривичен суд Скопје. По поднесеното барање за изземање, дадено на записник на денешната седница, по согласно ЗКП потребно е да одлучи непосредниот раководител на обвинителството од кое што доаѓам, но со оглед на тоа да во барањето беше споменат и тој, за да се исклучи било каква непристрасност во одлучувањето, предметот ќе биде проследен до Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, кој што ќе како надлежно да одлучи по поднесеното барање. Па од тие причини денеска судот ја презакажа денешната седница за 19.5 во 8:30 часа. Дали некогаш имате нарачувано текстови против Хајрулахи кај Маријан Доказ? Јас да ви кажам, нити го познавам обвинетиот Маријан Доказ, нити сум имал контакти лични, ниту било какви, ниту сум имал било каква комуникација. Така да наводите од негова страна, изнесени денеска на денешната седница, ги отфрлам како целосно невистините, кои што ги документирав со писмена изјава, која што ја доставив до обвинителството. И сметам дека денеска даденото барање е еден од начините да се одолговлекува постапката и да се прават сензации, како што се правеа сензации и во текстовите кои што тој ги објавуваше секојдневно и кои што се предмет на оваа кривична постапка. Кажавте пред судот дека ќе немате четено текстовите. Од каде знаете за нивната содржина? Па затоа што се содржина на предметот. Значи во диспозитивниот дел на обвинението се опишани на кој начин содржината на тие текстови. Може да кажем дека преку посредници не сте комуницирали со него? Во никој случај да ви кажам, затоа што нити го познавам, нити сум комуницирал на било кој начин и тоа ќе биде потврдено. Ќе поднесете ли вие тужба? Па земав записник од денешка изнесените невистини против мене и след на тие невистини кои што упатуваат на клевета согласно позитивните прописи представуваат основ за поднесување на тужба. Значи ќе поднесете? Па да, да ги прочитам убаво и во скоро време ќе биде тоа изреализирано.